електронна лента. Пратениците во само еден ден гласаа за утврдување и потребата по скратена постапка да се носат повеќе законски измени и дополнувања на седницата број 104, на чиј дневен ред имаше 40 точки. Денот кој за учениците донесе распуст, за избраниците во собрание беше работа под полна пареа. Токму таквиот начин на работа не беше аргумент плюс за да прашаме зошто во исто време некои одлуки поминуваат на брза лента, а некои одамна најавени или ставени на дневен ред се уште не се носат. Една од тие одлуки е Законот за јавно обвинителство, инаку дел од реформската агенда. Ако се донесе во пакет со Законот за Советот на јавни обвинители согласно правото на ЕУ и препораките на Венецијанската комисија, носи награда од 6,4 милиони евра. Министерството за правда во февруари годинава испрати верзија на законот на усвојување во собранието. Сега, од ресорот што го води Игор Филков, за 360 степени потврдија дека го повлекле, иако помина дел од собраниските филтри. Причина за повлекување, велат од правда, е доработка на решение кој не би паднало на тестот двотретинско мнозинство во парламентот. Предлог Законот за јавното обвинителство е повлечен од собраниска процедура со цел да се почека мислењето на Европската комисија, како и да се овозможи вградување на евентуалните амандмани предложени од пратениците кои би можеле да влијаат врз текстот на законот. По добивањето на мислењето од Европската комисија и финализирањето на сите предложени измени, законот повторно ќе биде доставен во собраниска процедура. Целта на овој пристап е да се обезбеди поширок консензус околу законското решение и да се избегнат можни процедурални блокади во собранието, кои беа најавени од страна на опозицијата. Од правда, сепак во одговорот не се осврнаа на друга важна околност во врска со повлечениот закон. За него, како што е предвидено во реформската агенда, се бараше и стигна оценка од Венецијанската комисија. Но текстот што доби зелено светло од Венецијанската комисија, како што предвидува реформската агенда, не беше истиот што се најде и пред пратениците. Клучно, во предлог Законот за јавно обвинителство што владата го прати на мислење во Венецијанската комисија во август 2025, се предвидуваше дека за јавното обвинителство ќе се издвојува 0,5% од буџетот на државата за текомната година. Венецијанската комисија усвои мислење со кое го поздрави предложениот фиксен минимум. Но во верзијата што во февруари годинава стигна во собранието, пишуваше дека за јавното обвинителство се предвидуваат најмалку 0,4% на одданочните приходи во тековната година. Во пари, тоа значи дека во предлог законот што го оценуваше Венецијанска се проектираа околу 33,7 милиони евра за обвинителството според висината на државниот буџет за 2026 година. Според изменетата одредба што влезе во собраниска процедура, проекцијата е 13,9 милиони евра годишен буџет. Тоа е околу 60% помалку од оригиналниот предлог. Освен што имаме изгубено време наместо да се покажат резултати и власта да покаже дека навистина е заинтересирана за имплементацијата на реформската агенда, во суштина со овој пристап ние добиваме еден поинаков показател, а тоа е дека многу несериозно се пристапува кон суштинските реформи во државата. Пратеничката Славјанка Петровска од опозицијскиот СДСМ вели дека ниту добила образложение зошто законот е повлечен, ниту пак знае во каква верзија ќе биде вратен. Вели, предупредивме дека верзијата пратена до Венецијанска се разликува од онаа што стигна во парламентот. Можно ли е токму тоа да е причината за повлекување на законот? Моја претпоставка е дека да, дека е голема веројатноста, заради тоа што знаете како кога се обврзувате во организациите каде сакате да пристапите и кога со било која организација имате партнерски однос, тогаш очекуваат од другата страна да имате барем искрен однос, за да може да имате партнерски однос и за да можат и тие да ви помогнат во одредени ситуации. Ова е голем минус. Враќањето на законот од фаза до предгласање не може да се оправда со политички добра волја. Тоа е сериозен минус и по мене е сериозна критика за актуелната власт дека со реформска агенда и генерално со законите кои стигнуваат во собранието не може да се играе. Дали на крај ќе го поддржат Законот за јавно обвинителство за кое е потребно двотретинско мнозинство? Петровска вели ќе зависи од предлог текстот. Треба да се следат препораките на Венецијанската комисија, затоа што да не заборавиме, тие препораки се дадени од група на експерти кои ги анализирале и состојбите во државата, состојбите во јавното обвинителство, текстот на предлог на законот и најмногу од се посакувам предлогот кој е даден на мислење да се одействува со предлогот кој ќе биде даден овдека во собранието. И особено се разбира, заради континуитет е важно и мислењето на јавниот обвинител.
пратеник од Лјупчо Пренџов од владеачката ВМРО ДПМН е задоволен што за овој закон се отворила дебата. Тој вели дека прифатиле амандмани, слушнале експертски ставови. Токму тоа вели дека е причината што сега е време за доработка на законот. Јас видов дека законот е повлечен од страна на Министерството и разговарав со Министерството за правда во поглед на публикувањето на ова законско решение. Тие рекоа дека по консултации со Европската комисија бара да им се прати уште еднаш пречистен текст на законот. Зошто? Затоа што во рамки на собранието, како што ви кажав и претходно, има прифатено 14 амандмани и Брисел сака да види уште еднаш законското решение дали е согласно стандардите и препораките на Европската Унија. Тоа е она кое што се случува во моментот, затоа законското решение е повлечено. Кога Брисел ќе ги даде забелешките, ако ги има или ги нема, ќе видиме, веднаш истото ќе биде вратено во собранието. Иако Венецијанската комисија даде позитивно мислење на текст со одредба која предвидува 0,5% од државниот буџет, Пренџов вели дека не може да предвиди колку пари ќе се издвојуваат според новото решение, ако текстот воопшто претрпи измени во тој дел. Кога ќе дојде законското решение повторно во собранието, ќе видиме дали ќе има промени во овој дел кој што вие го потенцирате, доколку има промени во делот кој што вие го потенцирате, ќе разговараме, ќе ги видиме аргументите и тоа ќе се произнесеме, тоа ќе биде се повторно во една јавна и транспарентна постапка. Кога очекувате? Тоа не зависи од собранието. Ние како комисија сме спремни да само што дојде мислењето од страна на Брисел и се разбира законот од правда како министерство, веднаш да постапиме кон негово отворање, известување на јавноста и разговарање во поглед на тоа законско решение. Тука има дилема. Во поглед на критиките за начинот на кој се прави обид да се донесе законот, тој посетува дека претходните промени во време на техничката влада во 2020 биле усвоени за помалку од 24 часа. Затоа, вели тој, нема споредба со носење на законот сега. Опозицијата има право на свое мислење, но оној кој што нас не оценува и кажува дали сме реформатори, дали носиме законски решенија во интерес на државата и во интерес на европската перспектива, тоа е Брисел. Јас очекувам до 30 јуни сте реформи да завршат и трет пат поред да бидеме држава со највеќе направени реформи која што добива највеќе средства од страна на Брисел. Вклучително и овој закон. Да. Друга важна точка што е пред собранието, но засега останува заглавена, и изборот на уставен судија по предлог на Судски совет. Станува збор за Меридика Георгиевска, актуелна председателка на Апелациониот суд Скопје, која од 25 март е утврдена како кандидат на Судскиот совет. Според парламентарниот календар објавен на веб страницата на собранието, точката во склоп на 97-та седница два пати се нашла на дневен ред, на 8 април и 19 мај, но се уште не е разгледана. Зошто? Прашавме во собранието. Предлогот за избор на уставен судија е ставен на 97 седница на собранието на РСМ и точката се уште не е разгледана поради отсуство на предлагач на предлогот од Судскиот совет. Пракса е Судски совет да го образложи предлогот пред собранието, но председателот на Судскиот совет Александар Камбовски вели дека само еднаш добиле известување за седница. Тогаш бил службено одсутен, па не можел да присуствува. Кога повторно би биле поканети, односно информирани дека седницата ќе се одржи, би присуствувал или би испратил представник, ни кажа председателот на Судскиот совет. Но од собранието не добивме повратен одговор кога 97-та седница и изборот на Меридика за уставна судејка би се вратиле на календарот на активности. До тогаш, таа останува да си ја врши работата во Скопска апелација, а поради застојот, Уставниот суд наместо со 9 работи со 8 судии. Нема абери за законот за високо образование. Уште на 16 април на координативна средба во влада беше посочено дека законското решение е во завршна фаза. Година и половина водиме целосно транспарентен процес. Како влада не можеме да си дозволиме да замижиме и да оставиме уште една изгубена деценија позади нас. На 21 април стигна уште една потврда од ресорната министерка дека работата е завршена. Денес ја имавме последната средба со нашиот коалиционен партнер ВЛЕН. Имавме 6 точки кои ги дискутиравме. Со сите 6 точки се усогласивме и утре законот оди во владина процедура. Помина месец и половина од оваа изјава на Јаневска.
Па прашавме во владата докаде е законот и зошто не се пушта во собраниска процедура. Еве го одговорот оттаму. Законот го согласуваме со Секретаријатот за законодавство. На 16 јуни следната недела ќе биде на дневен ред на владина седница и по негово усвојување во рамки на владини процедури, истиот ќе го испратиме во собрание. Веќе е известно дека барем една пратеничка група, онаа на ДУИ, ќе се изјасни против. Тие се загрижени дека со предложените решенија може да се намали степенот на автономија на универзитетите и да се зголеми влијанието на централната власт врз нивното функционирање. Затоа сметаме дека сите забелешки и аргументи кои произлегуваат од јавната дебата мора внимателно да се разгледаат пред законот да биде доставен во собранието. Станува збор за системски закон кој ќе има долгорочни последици врз развојот на високото образование и неговото функционирање во иднина. Пратениците на Влен пак стојат за решението кој ќе го испрати владата. Но кога овој закон ќе се гласа, засега нема прецизен одговор. Она што е сигурно е дека кога и да дојде, власта има комодитет, парламентарно мнозинство кое може да го изгласа како што знаат кога сакаат.